Европска недела на мобилност со цел почиста животна средина и побезбеден сообраќај. На оваа тема утре разговарам со Софија Зафировска, советник за животна средина во општина Аеродром. Добро утро, како сте утрово? Добро утро, супер. По 10 пат се одбележува Европската недела на мобилност во општина Аеродром. Како се одвиваат настаните неделови? Општина Аеродром по 10 пат се приклучено во одбележувањето на Европската недела на мобилност. Знаеме дека неделата на мобилност се одбележува во голем број европски градови. Оваа година мотото е мобилност за сите. Општината почна со активности на 16.9 на детската улица, каде што за нејзина можеме да се пофалиме дека е една поголема, безбедна пешачка зона во општината, каде што нема автомобили. Дечињата од најблиските општински основни училишта и од градинката на веќе поставените полигони по детската улица возеа велосипеди, тротинети и ролери. Преку тоа ја потикнува урбаната мобилност. Имавме дечиња од ликовните секции кои важноста на мобилноста ја представија низ своите цртежи, а дел од дечињата ја го промовираат движењето и беа во посета на водна. Се со цел активностите ќе продолжат и наредните денови, се до 22.9. Учество активно ќе вклучат дечињата од сите општински основни училишта и останатите градинки. Целта е промовирање на велосипедизмот, движењето, јавниот превоз како одржливи и безбедни навики кои треба да ги користат луѓето, а се со една цел заштита на животната средина и здравието. Од тука кој превозно средство најчесто го користат граѓаните? Па како што гледаме, секојдневно, а и утрово, изгледа автомобилите се најчесто превозно средство во нашиот град. Мада малце навиките и се променуваат во последно време, посебно во потоплите денови, забележуваме и голем број на велосипеди по велосипедските патеки. Ги споминавте вие на почетокот на најмладите во оваа општина, секако тука мора да ставиме акценти на нив, затоа што ова е убава можност да научат малку повеќе дека и тие се активни учесници во сообраќајот и треба да бидат внимателни. Грижата за најмалите е секогаш приоритет во нашата општина. Пред се подигнување на јавната свест за користење на велосипеди и потикнување на здравите навики. Токму дечињата на полигоните што беа поставени на детската улица учеа како најбезбедно да се вклучат во сообраќајот со своите велосипеди, тротинети и ролери. Но ние одржавме едукативна, интерактивна работилница на единствениот и најголем велополигон што не се наоѓа во дворот на Општинското основно училиште Ѓорѓе Апулевски. Работилницата одржавна во соработка со Macedonian Bike Riders. Таму дечињата учеа за безбедно вклучување во сообраќајот, како да ги користат сообраќајните знаци, учеа како да заменат гума, учеа дека редовното сервисирање на велосипедите е најважно, како да ги променат нивните делови, а воедно и функцијата на сите делови во велосипедот ги учеа. Ги научија во тој дел на работилницата основите на групно возење на велосипед, безбедноста, почитување на сообраќајните знаци и како тие да користат знаци, своји собствени знаци при возење самостојно или во група. На крај целата работилница заврши со бавна трка, каде што можевме да видиме дека децата покрај интересот нивни за целата работилница има и добар баланс на велосипедите. Им се допадна ли оваа активност? Премногу беа заинтересирани, дури активноста ја планиравме околу 1 час, а излезе да трае 3 часа. Децата беа целосно вклучени во работилницата. А и убаво можно да се вратиме на старите навики, затоа што и ние никогаш сме возеле велосипед, а велосипедот, како што споминавте и вие, едно од најдобрите превозни средства. Која е вашата порака до нашите гледачи? Пораката од тука ќе биде да продолжиме да користиме велосипеди, да се движиме секојдневно, пред се за себе. Потоа за општините, сите, за Аеродром, за Скопје и за целата наша планета. Да, тоа е здравието, се разбра. Здравје. Благодарам многу на одвоеното време. Благодарам и вас.